2020 година беше скромна во однос на привлекувањето на странски инвестиции. Пандемијата си го направи своето. Дали ќе има нови и дали има нови заинтересирани компании кои би влегле на македонскиот пазар? Дали ќе се проширува бизнисот? Дали ќе има и дали се преструктурира дел од компаниите за да се прилагодат на новите услови на функционирање во услови на корона криза? Добре дојде Дејан Павлевски, директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот. Господин Павлевски, вие во едно интервју најавивте дека 2021 ќе биде клучна за раст на извозот, но и за привлекување и влез на нови странски инвестиции. Дали истото го мислите и денес, кога се уште живееме во длабока здравствена криза и кога не се гледа крај на пандемијата? Да. И тоа го базирам не туку така, затоа што сум го кажал претходно, туку и бројките тоа го потврдуваат. Во вашата најава кажавте дека по однос на странските директни инвестиции 2020 беше скромна. Да, огромно влијание имаше здравствената криза, затоа што тоа е влијание кое што не потекнува од кај нас, туку од светските токови. Меѓутоа, странските директни инвестиции во 2020 година завршија со 206 милиони евра, што, например, е подобро од странските директни инвестиции во 2017 година. Или, споредено со 2019 година, падот е околу 40%, што е некаков просек и на светско ниво. Дури може да кажеме многу подобро отколку она што се податоци од европскиот континент. Така што, значи, тој оптимизам се базира на она што е реалност, она што се случуваше, меѓутоа и на оптимизмот што го има кај инвеститорите да дојдат да видат со што располага македонската економија, кои се можностите, потенцијалите за да може да инвестираат. Господин Павлевски, дали дел од компаниите извршија некакво преструктурирање и прилагодување на новите услови на функционирање, имајќи во предвид дека се помал е бројот на компании кои функционираат full, условно кажано, или се функционира во групи на работа? Видете, значи, тоа се основни правила во животот. Мора да се прилагодуваме не само во економијата, туку во севкупното живење. Секогаш мора да се прилагодуваме на условите. Светската пандемија со COVID е фактички еден преседан кој што се немало случајно претходно, ниту една генерација не го памети тоа во нашиот живот. Уште минатата година од светски државници беше проценувано дека последиците можат да бидат слични на оние од Втората светска војна. Што значи се соочуваме со една сериозна состојба. Меѓутоа, гледајќи како функционира македонската економија, иако е мала, се покажува доста жилава и тоа можеме да го видиме, например, од извозот на македонските производи. Практично 2020 година заврши на исто ниво со 2019 година. Некои сектори дури имаат и подобрување во извозот. Колку се издржани делот забелешките на домашните компании и дека странските компании живеат како на пуст остров? Им се даваат одредени субвенции, повластици, додека кон домашните се има некаков сосема поинаков третман? Добро, фер е да кажеме дека во одреден период, во изминатите 10-13 години, заради привлекување на странски директни инвестиции се давале одредени поволности на странските директни инвестиции. Меѓутоа, во 2018 година со донесување на законот за финансиска поддршка на инвестициите, политиката на владата за изедначување на странските и на домашните инвеститори практично се случи со тој закон, така што она што е политика и она што во моментот се случува е еднаков пристап кон инвестициите. Преку законот за финансиска поддршка за инвестициите, во изминатите 3 години
се исплатени 22 милиони евра преку процесирани апликации преку Агенцијата за странски инвестиции. Значи тука не влегуваат оние што се од зоните. Се исплатени 22 милиони евра за инвестиции над околу 150 милиони евра, односно вкупно оправдани трошоци за инвестиции од 150 милиони, што значи инвестициите се поголеми, а во тој дел најголем удел имаат македонските компании, односно сите се македонски компании, но компаниите со домашен капитал. Одредени истражувања кои ги правеше, мислам, германската стопанска комора, укажува дека странските инвеститори најчесто се жалат на бавната администрација, бирократските процедури. Смета дека еден од принципите и еден од условите за влез на странски инвеститор е правна сигурност, ниска стапка на корупција и криминал. Да, тоа е клучно, апсолутно. Тоа е едно правило кое што важи секаде. За добар и правилен развој на економијата, исклучително е важно администрацијата да функционира најефикасно што може. Ја веднаш ќе кажам дека бидејќи имам искуство со администрација, претходно и сум работел, меѓутоа и сум бил на позиции кои што директно се во делот на менаџментот. Администрацијата, јавната администрација треба да се подобрува, треба да се реформира. Мораме да имаме многу поефикасна администрација. Меѓутоа во однос на она што пак сум комуницирал и со странски компании и со домашни компании кои што имале искуство во делот на финансиската поддршка за инвестициите, се пријатно изненадени од односот на администрацијата која што е задолжена во тој дел, што работи во генералниот секретаријат, во кабинетот на вице-премиерот за економски прашања и во Агенцијата за странски инвестиции. Што значи да, треба да се подобруваме апсолутно. Меѓутоа мора да кажеме дека имаме и позитивни примери кои што се поздравени и од самите компании. Господин Павлевски, имате некои најави или индикации за можно повлекување на дел од странските компании и во зоната, но и генерално? Не, напротив, сите информации што ги имам е дека добар дел од компаниите или веќе најавија реинвестиции или се во фаза на одобрување од нивните газди за да остварат нови инвестиции. И она на почетокот што спомнавте, токму и на тоа се темели мојот оптимизам дека 2021 очекувам да биде успешна година во делот на странски директни инвестиции. Кои од странските компании во моментот пројавиле интерес за влез на македонскиот пазар? Па ние гледаме дека се случуваат во моментот повеќе инвестиции. Еве на пример Магна скоро и да треба да почнат со работа, Магна во Струга. Пурпласт ќе градат фабрика, Гересхаймер градеа. Имаме ние контакт со неколку компании кои што ќе бидат нови инвестиции. Сега заради природата на самата комуникација не би можел да кажам кои се, но можам да кажам дека се неколку компании со потенцијални инвестиции од околу 20 милиони евра и нови вработувања од околу 2000 работници. Дали еден од условите кај странските инвеститори е ефтината работна сила? Повеќе услови има. Значи, апсолутно, за да се случи една инвестиција, инвеститорот прави скенирање на условите кои што ги има во одреден. Не случајно ви го поставив ова прашање, се сеќавам дека е една од компаниите странски во Македонија во еден јавен настап директорот вели да инвестираме тука пред се поради тоа што прво е ефтино и лесно обезбедуваме ефтина работна сила. Добро, вака сега, значи факт е дека, пак ќе кажам, се проценуваат повеќе параметри. Значи не само работната сила. Ние не се залагаме како влада да ја држиме работната сила на ниско ниво, односно платите бидат на ниско ниво. Тоа го покажавме преку политиките во изминатите неколку години, дека и минималната плата растеше и просечната плата расте. Меѓутоа, сепак,
нашиот пазар на труд е доста конкурентен во однос на европскиот пазар. И ние имаме релативно пониска работна сила, односно платена работна сила од она што е на европскиот континент. И тоа е многу важно за инвеститорите. Но исто така и останатите трошоци за инвестиција се многу пониски отколку останатите држави на европскиот континент. Дури и даноците ни се едни од најниските. Заврши ли периодот на и дали владата обстојува на става дека заврши времето на ефтина работна сила? Апсолутно ние треба да се стремиме да го подигнеме нивото на работната сила, односно работната сила да заработува доволно за живот, значи да не биде држана на минималец. Меѓутоа сепак тоа се трендови кои што не можеме ние со указ да ги промениме преку ноќ. Значи треба да се створи пазар на трудот кој што ќе има побарувачка од работна сила и на таков начин да се дојде до соодветен квалитет. Но да, политиките се да платите растат. За жал во услови на ковид можеби не можеше оние предвидувања да се случат до крај на покачување на минималната плата на повисоко ниво, меѓутоа остануваат тие политики, заложби на владата да во делот на платите навистина растат и тоа се покажува и просечната плата расте од година во година. Господин Павлевски, дали странските инвеститори ќе влезат во индустријата со канабис бизнисот? Па има заинтересирани. Дури кај нас во агенцијата има заинтересирани контакти, ние даваме соодветни информации од она што го, кои се можностите, какви се. Меѓутоа мора да кажам дека не ни е тоа како да кажам кор бизнис на агенцијата, но да, постои интерес. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, разговор со директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Дејан Павлевски.